Неколку стотици демонстранти синоќ излегоа на улиците на ерменскиот главен град Ереван за да изразат поддршка на радикалната опозицијска група која држи заложници во полициска станица. Демонстрантите се судрија со безбедносните сили и ги гаѓаа со камања, пошто полицијата одговори со шок бомби за да ја растера толпата. При нападот на полициската станица загина еден полицаец, а се повредени 6 други. Демонстрантите бараат да им се даде храна на вооружените лица, кои се уште се кријат во полициската станица и држат 4 заложници. Министерството за здравство соопшти дека 45 луѓе се хоспитализирани по судирите, вклучувајќи и 25 полицајци. Во раните утрински часови полицијата продолжи со расчистување на улиците на Ереван. Тие уапсија неколку демонстранти кои одбиле да ја напуштат областа. Повеќе од 100 бегалци и мигранти од Блискиот Исток кампуваат во парк во непосредна близина на главната автобуска станица во Белград. Цели семејства престојуваат во центарот на главниот град на Србија, бидејќи не смеат да останат во кампот Крњача во предградието на Белград. На нив им е дозволено да се сместат во други кампови, но до таму нема транспорт, а бегалците и мигрантите кои кампуваат во центарот на Белград сакаат да заминат до Европската унија и се плашат дека може да ја пропуштат шансата ако повторно се отвори границата меѓу Србија и Унгарија. Така наречената Балканска рута за мигранти беше затворена во март годинава. Српските власти велат дека во моментов има околу 2000 бегалци и мигранти во земјата. Из советского празјавна Таџикистан престанува со реобјавување на руски весник поради објавување на надпис со кој се критикува земјата. Шариф Химдампур, собственик на медиумската групација ОИЛ на пресконференција, рече дека весникот нема да се издава во нивната земја. Во надписот за Таџикистан стои дека е земја на глупи мигранти, реферирајќи на тоа дека многу таџикистанци работат во Русија. Понатаму се критикуваат ипотезите на таџикистанските власти, кои ги отстранија словенските суфикси од презимињата на луѓето и ги промени имињата на градовите од руски на хебрејски. Во статијата исто така се повикува Русија да ја промени таџикистанската влада. Таџикистанскиот издавач горе објавува весникот од 2006 година. Работници и рудари кои ископуваат злато во регионот на Нуран во Киргистан беа запрени во својата работа, откако демонстранти оштетија голем дел од нивната опрема за работа и истражување. Локалните жители влегле во кампот каде се сместени работниците и машинаријата и ги украле клучевите од машините со кои се врши ископот на руда. Демонстрантите ги обвинуваат работниците во кампот дека испуштаат отпадната вода од премивање на рудата во локалните реки и потоци. Рударската компанија веќе еднаш е казнета за загадување на околу 10.000 квадратни метри шума.